Томич, во време на вакви високи температури, каде што достигнуваат и над 38 степен, вистински спас е клима уредите. Но треба да бидеме внимателни со клима уредите. Треба да се одржуваат редовно, да се чистат, затоа што може да дојдат до несакани последици за нашето здравје. За тоа како треба да внимаваме и се што може да предизвикаат климите, превентивно разговараме со доктор Ежова, пулмоалерголог од поликлиника Јане Сандонски. Доктор Ежова, и во просторијава каде што сме има клима уред. Пријатно е, ладно е, но што може, например, да предизвика лошо по здравјето, за да знаеме да не бидат климите само уживање, а не нели да имаме негативни влијанија врз нашето здравје? Значи, се она што нас ни годи понекогаш заради температурите кои треба да се постигнат, каде што организмот треба добро да функционира, сигурно дека клима уредите се користат во сите простории скоро, затоа што температурата, високите температури исто така се причинители на многу заболувања, колапсни состојби, особено кај хроничните болни, а ние работиме со пулмоалерголошки случаи, што значи кај нас доаѓаат астматични болни, доаѓаат обструктивни бронхити, доаѓаат алергиски инфламации, дали на горните или долните дишни патишта. Кај таа ризична група на луѓе, сигурно дека климата, односно многу ниските температури, предизвикани од климата, или во зимно време добивање на повисоки температури, ќе влијае на респираторниот систем на повеќе начини. Прво, клима уредите предизвикуваат движење, зголемено струјење на воздухот во просториите во кои се наоѓаме. Што значи тоа? Тоа значи дека со климата се извлекуваат и оние сталожени микроорганизми или дерматофагоидите познати, кои што предизвикуваат вакви респираторни заболувања, а чии легла се под теписите, во душеците, во постелнините, во јастаците, во седиштата, каде што имаме кожни седишта или крзнени. Тука живеат тие, паразитираат дерматофагоиди и они се едни од важните причинители за респираторни симптоми, како на горните дишни патишта, така и на долните дишни патишта. Што значи, кога имаме клима, овие микрокрлежи кои се под дејство на земјината тежа се наоѓаат на подот или во душеците, со климата они се распршуваат во воздухот и како аеросоли доаѓаат во воздухот на ниво на дишните патишта и пациентите кои што се алергични на дерматофагоиди, сега веќе имаат една поголема експозиција и може да испровоцираат една латентна, хронична инфламаторна реакција на дишните патишта, предизвикани од алергија. Меѓутоа, да не бидеме сватени погрешно, кај сите алергиски болести, поготово кај алергиите на домашните алергени, се препорачуваат како превентивни мерки чистење на просториите, проветрување, а што ако климата не ја вклучиме, ние ќе имаме загадени простории, ќе имаме експозиција на тие микрокрлежи или домашни алергени. Значи, климатските фактори, еркондишните, во себе содржат многу прашина која ја аспирираат. Во таа прашина тоа е конгломерат, има од вируси до бактерии, до легионела. Има ли зголемено пациенти што имаат проблеми, ја се обратиле кај вас? Значи, има пациенти, ќе кажат, мене климата ми смета, ме гуши докторке, јас морам да земам вентолин кога имам клима, ама па ако ја исклучам климата, па ќе ми е жешко. Значи, наравучение што велиме, треба да се чистат климите редовно, затоа што тука се стајуваат, односно се депонираат сите аерозагадувања од воздухот, рековме вируси, легионелата, бактерии разни, прашини, да не зборуваме за сите други респирабилни честички, кои што се провокатори
односно влошувачки фактори на појава или поттикнување на веќе хроничните респираторни заболувања. Ви благодарам за гостувањето во Вестите. Томичете еден добар совет од доктор Ежова до сите гледачи на Канал 5, а пред се најмногу треба да бидеме внимателни на долгите патувања со автомобил. Тука климите треба редовно да се исчистат за да не предизвикаат несакани последици по здравјето, како и за возрастните, а најмногу и за децата.